Борбата против коронавирусот според властите ќе беше поефикасна ако за поземицата од Светска банка за изградба на мобилни болници не недостасуваше подписот на заменичката министерка, блиска до Мицковски. По подолг период, оправдување за незиното однесување следува од друга соработничка на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Сега Гордана Кучовска, ајде не за малку да ја оправиме, затоа што само жената се врти без навистина без соодветна артикулација и многу непримерно. Сличен проблем, ама не со артикулацијата, туку со прашања за кои вообичаено има отсуство на рационален и адекватен одговор има и премиерот, па се стркалува низ полињата на одговорите, како топче кое не може да застане од како било силно свртено од ѓаволското рулет тркало. Нема во казината. Значи не одат луѓето. Еден дел од казината се деливери. Значи доаѓаат како испораката што ја земате за носење дома. Не остануваат овде. Штом стигне на рачката, секој може да си ја проба среќата. Во земја чија судбина е постојано ставена на коцка, таа не е доволна, па не помага дури ниту блискоста со Севишниот. Дури ниту неговите желби понекогаш не успеваат да се реализираат, оти ниту тој, според нечии размисли, не е доволен за да се биде, а уште потешко да се остане среќен. Груевски Господ немаше да го симне. Да не бе некој ќе ги наречем ајде структури елити од надвор. Господ немаше да го симне. Се што се случуваше откако не му трна зарод е дел од историјата, а таа многу елегантно се прекројува преку нејзини прекоокеански интерпретации, кои ги обелогануваат вистинските причини за деликатната состојба во која се наоѓа еден од еминентните и незаборавни ликови од незиното блиско минато. Никола Груевски ни помогна многу и затоа кој чепна тој во антиката, многу пати го реков ова, затоа човек овака сега во Будимпешт избега. Не дека тој е крив, туку ќе го отруја, ќе му направи нешто во затворот. Тоа беше работата. Ќе се поболеше човекот. Добро е да се чува здравието, бидејќи тоа е најважно. Има такви политичари кои воопшто не се грижат за себе, туку само ги интересираат граѓаните, кои се разбира, мора да бидат свесни дека тие се би сториле за нив без оглед на главоболките и тензијата. Прво да се заблагодарам што денеска ме поканивте тука, иако крвниот притисок денеска ми е 170, што е необичаено за мене тоа, бидејќи испод тоа имам крвен притисок. И на крајот, оние кои исто така се предадени, ама и спокојни, што ритамот им е поспор од вообичаеното. Да бидеш прв председател на Патриотски институт, реално за мене е голема чест. И јас на секако 25 сати во текот на денот сум посветен и ќе бидам посветен. За деновите да не траат толку долго, време е за ресет, барем на часовникот.